Здраво, драги родители! Добре дојдовте повторно на страната за свесно родителство. Во денешното видео повторно ќе се дружиме со свесното родителство преку Малиот принц. И најпрво да спомнам дека свесното родителство не представува техника, ниту пак представува метод, туку тоа представува едно враќање кон вистината за тоа дека децата не доаѓаат кај нас за да бидат обликувани, за да бидат поправани, туку за да нас како родители не разбудат, за да не освестат, за да можеме ние повторно да ги видиме преку нашето срце, преку она што е невидливо, да можеме да слушаме низ преку срцето, преку тишината на срцето, да можеме повторно да погледнеме во низ детската перспектива и да ја доживееме безусловноста на љубовта спрема нив. Да цирнеме во нивниот свет на љубов. И имаше едно дете кое знаеше да го види невидливото, доаѓаше од една друга планета која што се викаше Малиот принц. И секое дете на оваа наша планета, наречена Земја, го носи тој мал принц во себе. Еднаш Малиот принц рече: она што е суштинско е невидливо за очите. И токму тоа е родителството. Да може родителите да го видат невидливото во своето дете, да можат да го видат внатрешниот свет на своето дете, да ја видат вистинската љубов на детето кое што се крие внатре во неговото срце, кое во себе само претекува и претекува од безусловна љубов спрема својот родител. Но сега, ајде да продолжиме и да се придружиме во светот на Малиот принц, каде што пилотот повторно раскажува за планетата на Малиот принц и како тој се грижи за својата роза и неговите авантури со розата. Потем научив и повеќе за тоа цвеќе. Имало некогаш на планетата на Малиот принц многу прости цвеќиња, украсени само со еден ред петелки и кои воопшто не заземале простор и никому не пречеле. Тие се појавувале во тревата изутрина и потем навечер овенувале. Но ова цвеќе еден ден никнало од едно зрно донесено кој знае од каде, а Малиот принц го надгледувал одблизу гранчето што не личело на другите. Тоа можеби можело да биде некој нов вид баобаб, но гранчето набрзо престанало да расте и почнало да го подготвува цвеќето. Малиот принц кој присуствувал на израснувањето на еден огромен пупулец, многу добро пречувствувал дека од тука ќе излезе нешто чудесно, но цвеќето, засолнето во својата зелена соба, никако не ги завршувало подготовките за својата убавина. Тоа внимателно ги избирало боите, се облекувало полека и ги уредувало една по една своите петелки. Тоа не сакало да излезе истуткано како булките, не сакало да излезе инаку, освен во полниот блесок на својата убавина. О, да, тоа било многу кокетно. Та значи, неговата чудесна облека се подготвувала со денови и со денови. И потоа, еве го едно утро, се покажало точно во моментот на сончевото раѓање. И тоа што работело толку внимателно продзевајќи се, рекло: Ах, одвај се разбудувам. Ве молам, простете ми. Уште не сум се исчешлало. Малиот принц не можел да го воздржи своето восхитување. Колку си убаво. Нели? Љубезно му одговорило цвеќето. И јас се родив заедно со сонцето. Малиот принц веднаш забележал дека цвеќето не е многу скромно, но тоа толку возбудувало. Мислам дека е време за појадок, рекло тоа. Дали ќе бидеш толку добар да се погрижиш и за мене? И малиот принц, целиот вџашен, веднаш нашол една кантичка за вадење и го послужил цвеќето со свежа вода.
но тоа просто го измачувало со својата помалку плашлива горделивост. Еден ден, например, зборувајќи за своите трнчиња, му рекло на малиот принц: "Тие можат да дојдат, тигрите со своите канџи." "Нема тигри на мојава планета," забележал малиот принц. "А меѓу другото, тигрите не јадат трева." "Јас не сум трева," љубезно му одговорило цвеќето. "Извини. Јас воопшто не се плашам од тигрите, но ужас ме фаќа од ветровите. Дали ти случајно немаш некој параван?" Ги мрази ветровите. Тоа не е многу голема среќа за една планета," помислил малиот принц. "Ова цвеќе е многу комплицирано. Навечер ќе ме ставиш под стаклено звоно. Многу студи кај вас. Лошо е уредено тука. Таму од кај што доаѓам..." Но тоа веднаш замолкнало. Оти знаело дека дошло во вид на зрно и не можело ништо да знае за другите светови. Посрамено од тоа што дозволило да биде изненадено во подготвувањето на толку наивна лага, тоа се закашлало 2-3 пати за да го вџаши малиот принц. "А параван? Јас ќе побарам, но ти ќе ми раскажуваш?" Тогаш тоа го засилило кашлањето, за да му наметне на малиот принц грижа на совеста. Така малиот принц и покрај сета добра волја за љубов, многу брго се посомневал во него. Тој сериозно ги сваќал зборовите што немале никаква важност и станал многу несреќен. "Требаше да не го слушам," ми довери еден ден. "Цвеќињата никогаш не треба да се слушаат. Тие треба само да се гледаат и да се мирисаат. Моето цвеќе ја намирисуваше мојата планета, но јас не знаев да уживам во тоа. А работата околу трнчињата што толку ми издодеваше, всушност требаше да ме развеселува." Тој ми го довери и уште ова. "Тогаш јас ништо не умев да разберам. Требаше да судам за него по делата, а не по зборовите. Тоа ме намирисуваше и ме освежуваше. Не требаше никогаш да избегам од него. Требаше да ја насетам неговата нежност за оние малички итрини. Цвеќињата се толку настраничави. Но јас бев многу млад, за да знам да го сакам." Розата за малиот принц представува неговата вистинска љубов, неговата најубава љубов на неговата планета. И таа навистина е убава, горда, меѓутоа истовремено и каприциозна. Со својата суетност и барање, таа го навредувала, го збунувала, го повредувала малиот принц, меѓутоа истовремено и малиот принц учел една од најдлабоките лекции, а тоа дека љубовта не представува совршенство, туку таа представува одговорност и представува посветување. И розата навистина е прекрасна, но воедно истовремено сака да ја и се биде восхитувано и кое што представува едно огледало за човековата потреба да се биде виден, да се биде сакан. И покрај трнчињата, таа е ранлива и бара да биде заштитена. Малиот принц ја покрива со едно стаклено звоно и тоа стаклено звоно во суштина ја символизира родителската одговорност да се грижи за она што го сака, за своето собствено дете, за оние кои што си ги сака. И емоционалното стаклено звоно навистина би можело да символизира потребата од простор од страна на детето, да биде видено, да биде сакано, меѓутоа истовремено и да биде заштитено од негативните влијанија. Розата во суштина овде е детето на секој родител, детето кое што многу си го сака, но да разбере родителот дека детето не е совршено, туку тоа е незаменливо. Затоа што токму поради тоа љубовта бара големо трпение од страна на родителот, голема грижа, а не бара идеализација. Значи, љубовта е во тоа детето да не се гледа низ очите на идеализацијата, низ очите на совршенство,
не значи, не е за тоа колку е убаво и колку е совршено детето за родителот, туку љубовта ја представува нашата посветеност и нашата грижа и нашата верност кон врската со детето. Значи, со љубовта доаѓа одговорност и, како што вели Малиот принц во својата книга, ти си одговорен за она што си го припитомил. И во улога на родители ние често пати каприциозноста на децата, знаеме да нивниот инает, нивната тврдоглавност, нивната чувствителност, нивниот бес, нивното плачење, често пати знаеме да поинаку да го интерпретираме како тешко, како непослушни. Меѓутоа, во суштина, тоа се уникатните потреби на секое наше дете и тоа го прави нашето дете незаменливо и неповторливо. И токму поради тоа свесното родителство не подсетува на 3 работи. Кои се тие? Прво, дека значи да можеме подлабоко да погледнеме испод тие трнчиња во наводници на децата, дека за секоја емоција на детето на вистина постои една потреба за љубов и постои ранливост од страна на детето. И дека врската представува секојдневна инвестиција од страна на родителот. Значи, негување на врската, преку грижа, преку внимание, преку присутност и да разбереме на крајот дека љубовта не представува еднонасочна, туку представува процес и дека секогаш таа ќе представува нешто кое што родителот нема за него да биде лесно, меѓутоа вреди, затоа што децата, во врската со децата ние повторно се пронајаме себе си, ја доживуваме нашата автентичност, затоа што довербата која што се створува преку љубовта која што учиме со децата, ние се враќаме во нашата суштина, таа е нашата едноставност, а не нашата комплицираност. И принцот на крајот раскажува тој како одлучил да ја напушти розата и затоа што мислел дека е премногу тешка, затоа што е сметал за каприциозна. Меѓутоа подоцна сваќа дека токму таа е неговата единствена љубов и ова е всушност патот кој што голем дел од нас како родители го доживуваме, значи вистинската вредност често пати да ја разбереме на нештата или нешто кое што децата ќе ни го кажат тека откако ќе се оддалечиме. И тоа е момент всушност на самоспознание, на вина, меѓутоа истовремено подразбира и момент на родителско зреење. И розата, таа е символ на убавина и меѓутоа овде свесното родителство не учи дека она што е испод површноста на убавината, всушност да можеме како родители да погледнеме и дека таа убавина и љубовта која што ја носи принцот спрема розата, во сушност подразбира, бара длабока поврзаност. Дека љубовта всушност представува длабока поврзаност, одговорност и уникатност во односот со детето. Значи, за секое дете различно родителот ќе постапува, затоа што и него различна е суштината на секое дете. Секое дете е свет за себе. И Малиот принц сваќа токму дека постојат милиони рози низ светот кога ќе дојде, низ земјата кога ќе дојде и кога ќе види подоцна голем број на рози, тој тогаш сваќа дека неговата роза е вистинската за него, дека зошто? Затоа што тој се грижал за неа, тој цело време живеел со неа, тој ја сакал. И така е во животот, значи љубовта не можеме да ја мериме со идеали, туку ја мериме преку она
кон која што сме посветени, кон која што веруваме, кон која што имаме една длабочина во односите. И понатаму сега ќе продолжиме со деветата глава, исто така за каде што пилотот повторно раскажува за она што има малиот принц на неговата планета. Јас мислам дека тој за своето слегување на земјата го користел селењето на дивите гуски. Утрината на тргнување ја суредил својата планета, грижливо ги исчистил активните вулкани. Имал 2 активни вулкани и тие биле многу згодни за подготвување појадок. Тој имал исто така и еден згаснат вулкан, но како што велеше тој никогаш не се знае. Значи, исто така го исчистил и изгаснатиот вулкан. Иако убаво се исчистат ваквите вулкани, горат полека и редовно, без ерупции. Вулканските ерупции се нешто како огнот во оджакот. Навистина, ние на нашава планета Земја многу сме малечки за да можеме да ги чистиме нашите вулкани. Па, поради тоа, тие и ни прават толку незгоди. Малиот принц исто така ги скорнул последните гранки на паобабите. Оти мислел дека никогаш не ќе треба да се врати назад. Тоа утро сите домашни работи му се чинеле толку пријатни. И кога за последен пат го навадил цвеќето и се приготвил да го покрие со стаклено ѕвоно, одеднаш почувствувал дека му се плаче. "Збогум", му рекол на цвеќето, но тоа не му одговорило. "Збогум", повторил тој. Цвеќето се накашало, но не од настинка. "Бев глупаво", му рекло на крајот. "Те молам да ми простиш. Потруди се да бидеш среќен." Малиот принц бил изненаден од отсуството на прекорувања. Стоел целиот вџашен со стакленото ѕвоно в рака. Не можел да ја разбере ова спокојна љубезност. "Па да, те сакам", му рекло цвеќето. "По моја вина, ти не можеше да знаеш за тоа. Но тоа воопшто не е важно. Ти исто така беше будалче. Потруди се да бидеш среќен. Остави го на мира ѕвоното. Повеќе не ми е потребно. А ветрот? Не сум јас до толку настинато за да свежиот воздух на ноќта ми користи. Јас сум цвеќе. А животните? Треба еднаш и јас да понесам 2 или 3 гасеници ако сакам да се запознам со пеперутките. Се чини дека е тоа многу убаво. А што се однесува до големите животни, не се плашам воопшто. Јас ги имам мои канџи." И цвеќето наивно ги покажало своите 4 трнчиња. Потем додало: "Не одолжувај така. Тоа е толку непријатно. Си решил да одиш? Оди си." Оти тоа не сакало да го видат како плаче. Било многу горделиво цвеќе. Малиот принц на својата планета раскажува како имал вкупно 3 вулкани, 2 активни и 1 изгаснат. Меѓутоа сите 3 секојдневно ги чистел. Ова е алегорија на секојдневното родителско справување со собствените родителски обврски, одговорности, внатрешни состојби, како не би имало потреба да се случи некоја потенцијална штета или хаос, односно со цел да се избегне некоја емоционална бура од страна на децата, и затоа чистењето во суштина представува една колку е важно од превентивна грижа за да се избегнат со цел да се избегнат тантрумите, негативните емоции кај децата. Значи, доколку навремено родителот внимава на своето дете, се грижи, присутен е за своето дете, емоциите на детето кои што знаат често пати да излезат од коритото на, ајде да кажеме,
на суштината на самото дете, и како со тоа невремено внимание се спречуваат големи конфликти во односот со детето и исто така и болни ситуации кои што можат да се доживеат. И секојдневното, токму поради тоа, свесното родителство зборува дека секојдневните обврски, одговорности од страна на родителот не представуваат казни за децата, туку тие представуваат начин како да може да се одржи стабилноста и да се одржи хармонијата во односот со детето. Грижата на децата, токму поради тоа, бара постојаност, бара континуираност, бара свесност од страна на родителот, секојдневно да се грижи за детето, родителот да внимава на своето дете со цел да можат тие емотивни експлозии да се избегнат, затоа што свесниот родител на вистина е свесен и за вулканите во животот на своето дете и тој навремено создава услови во кои што тие ќе можат постепено да горат, меѓутоа да не експлодираат преку секојдневните акти на одговорност, на мали, значи не мора тие да бидат големи, секојдневните мали акти на одговорност. Розата понатаму во овој дел можеме да, значи слушнавме како таа за прв пат му признава на малиот принц, го покажува своето вистинско лице, а тоа е нејзината нежност, нејзината љубов спрема малиот принц, не ја напушта својата каприциозност и ги напушта своите тешки барања и таму вели со зборовите: да, те сакам, потруди се да бидеш среќен, и наместо со нејзината гордост и со нејзината каприциозност да не му дозволи да му наметнува на грижа на совест на самиот принц, таа го пушта безусловно, значи го ослободува од маската на незините барања, на незините егоични барања. И што представува тоа за родителството? Дека често нашите зборови, крути зборови, негативни зборови, кои што им го ипотуваме на децата, нашите крути барања во текот на родителствувањето, испод нив се крие чистата љубов на родителот. Меѓутоа, тоа е затоа што родителот не знае, не уме на поинаков начин да ја изрази својата љубов спрема детето. И како што розата, таа на крајот му признава, ја напушта својата горделивост, така и родителите со текот на времето дознаваат дека љубовта не представува по секоја цена да го контролира своето дете и да го заштитува своето дете, туку љубовта на вистина подразбира способноста на родителот да го пушти детето со доверба. И во свесното родителство исто така подразбира, значи, родителот да ги напушти стравовите, своите собствени стравови, и да му дозволи на своето дете да може да ги пушти своите крилја, да може да лета во својот собствен детски свет. Значи, да си тргне кон својот собствен свет, да си го доживува својот собствен свет, со едно знаење дека љубовта останува длабока, иако е невидлива. Значи, дека е невидлива, меѓутоа е многу длабока. И дека така може тоа вистинската љубов да се доживее. И кога розата му вели на малиот принц дека била глупава и те молам да ми простиш, ова е реченица која што ја представува трансформацијата на самата роза, нејзината преобразба, каде што ја напушта потполно суетата, ја напушта потполно својата контрола и го охрабрува малиот принц да замине
без да барата од него нешто. Значи, тука, во суштина, преку свесното родителство, се изразена е зрелоста, дека љубовта не е во последувањето, туку дека е во слободата. Едноставно да му дозволиш на другиот да замине. Дури и тоа да значи дека ќе бидете разделени еден од друг. Значи, тоа представува во свесното родителство еден чин на несебичност, еден чин за созревање, за простување. И сето тоа е клучно во детско-родителските односи. Значи, кога родителот признава дека греши, дека не постапува секогаш најдобро, дека секогаш не е во право, дека ги изразува своите чувства, сето детето тоа го гледа и тогаш детето навистина учи дека најважна е љубовта. Дека не се важни поправките, дека не се важни слабостите на детето, дека изнад се најважно е љубовта, која што родителот ја има спрема детето. И многу родители од страв и од вознемиреност тие често се однесуваат со контрола спрема своите деца, меѓутоа испод таа површна контрола рековме дека постои чистата љубов и затоа свесното родителство ги советува родителите да не гледаат на површноста во однесувањето на детето, туку да можат да видат испод таа површност, да можат да чувствуваат, да го почувствуваат невидливото однесување на своето дете, што навистина му е потребно на своето дете. Така ќе можат да го разберат детето, така ќе можат да ја видат детската перспектива, така ќе можат да се доближат до срцето на своето дете. Како што Розата на крајот му признава дека по моја вина ти не можеше да знаеш за тоа, така и родителите често пати на крајот треба, кога грешат, кога ќе видат дека грешат, треба да се обидат, да знаат, да му кажат на своето дете: извини или жалам, што едноставно не успевам да ти покажам колку многу те сакам, да ме разбереш, да ја разбереш мојата вистинска љубов спрема тебе. И ова е нешто од кое ние како родители не треба да се плашиме, затоа што со самиот тој, со самата таа реченица, со самата таа мисла, не се намалува авторитативната улога на родителот. Напротив, таа уште повеќе се зголемува, затоа што на тој начин се продлабочува врската со нашето дете. Детето навистина ја гледа нашата искреност, ја доживува нашата човечност, она што во суштина и детето и ние сме на прво место, ние сме човечни. Суштината на нашето битие е човечноста. И токму поради тоа родителот не треба да го суди своето дете, тој треба да го љуби своето дете. Да може да го види своето дете преку двете сетила, како што велеше малиот принц. Јас ја чувствував, ја мирисав и ја гледав Розата. Требаше по незините дела да разберам колку е вредна. Така и ние, нашите деца, да можеме да ги чувствуваме и да ги гледаме, да го гледаме она кое што е испод површното однесување, а не само да рационализираме, да анализираме површно за нивните однесувања, за нивните постапки. Родителот навистина мора да ја учи таа лекција, да сака безусловно,
затоа што љубовта е вистинита само тогаш кога ние не сакаме да последуваме. И кога сме доволно и храбри да пуштиме и да благословиме. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме пак.